Православните верници го слават Источен петок, Балаклија, ден посветен на Мајката Божја. По Велик ден нема празник посветен на Пресветата Владичица Богородица. Веднаш петокот, сушност Источен петок Балаклија, е посветен и на Пресветата Владичица Богородица. Најмасовно празникот беше прославен во Кочанско Оризари. Најпрви поголемот дел од нив присуствува на Света Божествена литургија, а потоа се замива од Светата водичка, која, како што реков, има исцелително дејство. Со запалените свеќи исто така се со цел да се подкрепи нивното здравје и да добиете на духовна подкрепа, духовна сила. Најголем дел од присутните беа од Кочани и околината, но ги имаше и од останатите општини од регионот. Јас сум од Македонска Каменица, понапред повеќе доаѓах, а сега сум 7 години у Италија, не бех доаѓала и денеска дојдохме си и решивме да дојдеме. Па да посетиме народа, видиме каков е манастирот, е многу убав. И ми се доваѓа, видела сум како им се доваѓа. За овој празник домаќините на манастирот Добра вода се подготвуваат долго, а неговите врати се отворени за сите. Ние 42-иот пат го прославуваме овој празник на овој манастир и ние се секојаш го предготвуваме пред недела две, правиме подготовка. Оваа година припремаме клупи, нови маси за верниците се да не се наземи. А во чест на празникот, но и за гостите да не си отидат гладни, денес во црквата вриеа 4 казани со околу 500 килограми манџа. Манастирската манџа се готви со колат овце или коч, јагне, и строве се месото, стави се у котлите, казаните, врие, стави се после запрашки, орихче, вечерто со бобче, сабалето со орихче. Верниците знаат, од манастирска манџа посладка нема. Манџата е вкусна и посебно се прави за посебен ден и нема исти укус како секој ден. Освен во Оризари, литургии по повод Источен петок Балаклија имаше и во сите православни храмови во регионот.